Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Министерот за земјоделие беше во посета на Прилеп и изврши увид во динамиката на откупот на тутунот. До сега откупени 1,7 милиони килограми тутун со просечна цена од 419,68 денари. Отворени 207 пункта, само една компанија не отпочнала со откуп. Тутунопроизводството и тутунопроизводителите се столб на прилепската локална економија и придонесуваат за развој на општината, потенцира градоначалникот на Прилеп. Деновиве Прилеп се подготвува за прилепска празнична приказна со многу новогодишни украси и новогодишен базар. Се подготвува традиционалниот Свети Николски турнир во мал фудбал Свети Никола 2025. Времето денеска дожливо со температура до 8 степени Целзиусови. За утре метеоролозите предвидуваат слично време на денешното. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс Кривогаштани. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс Кривогаштани, 17 години љубов. Best Solar Крушево. За ваш енергетски ефикасен дом. Квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас. Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, Живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи, со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во Живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со Живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078 259 499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка.
Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Естав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Естав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Министерот за земјоделие Цветан Трифуновски денеска беше во посета на Прилеп. Направи увид во динамиката на откупот на тутунот во откупниот пункт на тутунски комбинат и истакна дека досега се откупени 1,7 милиони килограми тутун со просечна цена од 419,68 денари. Отворени се 207 пункта, само една компанија досега не отпочнала со откуп, рече тој. Сакам да ви информирам дека од пријавените 320 пунктови на широм државата, отворени се 207 заклучно вчерашниот ден. Од компаниите кои што се во регистарот пријавени за откуп на тутун, освен една компанија досега нема отпочнато со откуп и таа ќе почне веќе на почетокот на идната недела согласно планот и динамиката. Согласно потоците кои што ги добиваме на дневна основа од Државниот земјоделски инспекторат, кој што е задлужена институција за да го следи текот и откупот на тутунот, досега, тоест до вчерашниот ден, се откупени 1.700.000 килограми тутун со просечна цена од 419,68 денари. Согласно информациите и од Сојузот и од инспекторатот, досегашниот тек на откупот е во една добра, релаксирана атмосфера, односно процената на тутунот е согласно очекувањето и квалитетот кој што ги имаме. Како министерство, односно засегнати институции, ќе бидеме до последниот ден додека се собери последното ливче присутни на терен. Тутунопроизводството и тутунопроизводителите се столб на прилепската локална економија и придонесуваат за развој на општината, потенцира при оваа прилика градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски. Иако не е во директна надлежност на локалната самоуправа, но е една од најважните стопански гранки кои што имаме во локалната заедница и е приоритет ставаме заради тоа што нашето население добро заработува, но и се труди поприлично околу производство на оваа најпродуктивна индустријска култура која што имаме. Го поздравувам присуството на министерот, на директорот на инспекторатот, се разбира на нашиот домаќин, на директорот на тутунски комбинат, кои што се вложуваат максимално за оваа откупна сезона да помине во најдобар ред. Уште еднаш изразувам присуство овде заради тоа што е многу важно за нашите жители, за жителите на општина Прилеп, како најголеми производители на ориенталниот тутун. Деновиве Прилеп се подготвува за прилепска празнична приказна, со многу новогодишни украси и новогодишен базар. Прилеп ќе дочека новата година. Прилеп го најави новогодишниот базар со нов проширен формат кој ќе се одржи под мотото Прилепска празнична приказна. Манифестацијата ќе трае 7 дена, ќе понуди богата програма, исполната со музички настапи, креативни активности, празнични декорации и разновидни содржини за сите генерации. Покровител на празничниот базар е компанијата Витаминка, која оваа година одбележува 70 години од своето постоење. Компанијата ќе внесе дополнително волшебство и празнична атмосфера на целиот настан, истакна е од општина Прилеп. Од денес започнува пријавувањето на турнирот во мал фудбал Свети Никола 2025. Турнирот ќе се одржи од 12 до 28 декември во спортската сала на Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко, а пријавувањето на екипите започнува од денеска. И оваа година покровител на турнирот е локалната самоуправа и компанијата Конфи Ангел. Котизацијата за учество е различна. За сениорските екипи треба да се уплати 10.000 денари, а за пионерските тимови 3.000 денари. Се очекува и оваа година на турнирот да земат учество и екипи од другите градови. Наградниот фонд се движи од 300.000 денари за првото место, 180.000 денари за второто и 70.000 денари за трето пласираните екипи. Временска прогноза.
Времето денеска дождливо со температура до 8 степени Целзиусови. За утре метеоролозите предвидуваат слично време на денешното. Ќе биде дождливо со повремени врнежи од дожд и ветар од јужен правец. Температурата ќе се движи од 8 до 12 степени Целзиусови. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.